како што веќе ви кажав, точно е 8 часот и време е за нашиот прв разговор ова утро. Во наредниве 15 на минути ќе зборуваме за органската храна. Имено денеска, веќе од 10 до 17 часот во јавна соба ќе се случува еден интересен настан поврзан со органската храна и се нарекува Пазарчето на јавна соба. На ова пазарче свој учество ќе земат прва органска задруга, Зелена република и Бакалница. Сите овие компании ќе ги презентираат своите производи на пазарчето, а ова утро нашата прва гостинка веќе ни пристигна. Тоа е господјата Милица Петрушевска, ко-сопственик на Зелена република. Милица, ние имавме многу кусо време да се наместиме додека траја рекламите. Да ви посакам добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Се надевам дека не ви беше проблем ова рано станување во сабота? Не, воопшто не. Добро, кажавме дека поводот за вашето гостување е она што ќе се случува денеска во јавна соба. Тоа е по трет пат манифестација, еден настан, се вика Пазарчето на јавна соба. Зелена република, од каде што вие ни доаѓате, се учесници, па да ни кажете со што ќе се представите. Тоа е пазарче на органска храна или органски производи. Подоцна ќе зборуваме за значењето на органската храна. Сега прво да ни кажете што ќе се случува од 10 до 17 часот во јавна соба. Добро утро, Ирена. Најпрво да ги поздравам и вашите гледачи и да се заблагодарам за можноста да учествувам кај вас и да ви кажам нешто повеќе и за пазарчето, и за органската храна, и за Зелената република. Да, значи денеска почнува пазарчето на јавна соба на органски производи, кое што се случува традиционално веќе трета година поред. На ова пазарче главно се промовираат локални производители на, како да кажам, на домашна и органска храна. Во смисла, значи, сите оние мали, не би рекла мали, ентузијасти, љубители на органска храна, на домашни производи, значи дали се работи за месни производи, дали се работи за сирења, дали се работи за зеленчуци како ние, дали се работи за мали винари или мали производители на пиво или мали производители на вино. Значи сите, како да кажам, ентузијасти во однос на храната и особено на домашното производство и особено на органското производство. Еве веќе трета година поред се собираме во пазарчето на јавна соба и честитки до организаторите. До иницијатори. Конкретно ни доаѓате од Зелена република. Тоа е компанија каде што се занимава со органско производство претежно на зеленчук и на овошје, така? Вие со што ќе се представите на ова пазарче? Со што може да очекуваат посетителите од вас? Вака, значи Зелената република е во суштина бренд на Аквапоника. Аквапоника е фирмата што имаме основано брат ми и јас во 2017 година и веќе еве, значи, успеавме короната да ја преживееме и така и да стигнеме до ова органско пазарче. Инаку препознатливи сме по нашите зелени салати, различни видови на салати, различни миксови на салати, кои што ги имаме во текот на целата година и нормално сега е пролет, ќе се представиме со најмногу со нашите зелени салати. Ни стигнаа веќе и јагутките, затоа што имаме, значи, освен овие стратешки производи што ги имаме во текот на целата година, од сезона во сезона, такво е органското производство сезонско, имаме различни производи кои што соодветствуваат на таа сезона. Сега ни се јагутките ни се појавија, така што освен рукола, марула, киселец, имаме мизуна, имаме валеријана, значи различни зелени малецки ливчиња кои што ги комбинираме во различни салати. Освен тоа, еве, мислам дека и ќе можеме да пробаме и органски јаготки на ова зелено пазарче. Што треба еден производ за да биде органски производ? Значи, како се добива органски производ? Значи, не треба да има пестициди, не треба да се употребуваат химикали. Што се случува кога ќе дојдат некои штеточини? Како се справувате? Каков е процесот на добивање на органски производ? Вака, органското производство е еден многу поширок концепт од само, да речеме, луѓето најчесто го разбираат дека не се употребуваат пестициди,
Тоа е само еден аспект од органското, во смисла дека кога се одгледуваат растенијата, не смеат да се прскаат или не смеат, значи, заштитата да биде хемиска. Така. Може да се употребуваат определени производи, ама тие се сите од органско потекло и има строго пропишан список, значи со што можете да ги третирате производите. Ама тоа е само еден мал аспект од органското производство. Освен третирањето на производите, семето треба да биде органско, не треба да биде на никаков начин третирано. Начинот на кој што го ѓубрите земјиштето, значи мора да биде исклучиво со органски тип на ѓубриво и сега да не влегувам во детали, значи тие се строго пропишани што смеете да употребувате, што не смеете да употребувате. Меѓу другото, значи органското производство значи и рециклирање на целата зелена маса што се појавува во производството, во смисла ако ви се појави отпад од корнењето на растенијата, тие најчесто се враќаат во земјата на определен начин, значи се распаѓаат. Имаме ние цел еден процес на создавање ѓубриво, хумус со црви, па тоа го враќаме назад, значи повторно во земјата. Тоа е, значи, тоа што е поврзано со аспектот на производството. Так. Освен производството, органското производство значи и влијание врз самата локална заедница. Концептот значи вклучување на целокупната локална заедница во процесот на производството и значи пожелно влијание и за заедницата, па понатаму за животната средина, така што тоа е еден посложен процес. Не се сведува само на како го садам и како го одгледувам растенијето, туку е, би рекла, дури и филозофија на живот и пристап, еден, значи активен пристап до заедницата, да кажам и татковината, значи земјината топка, планетата Земја, екологијата и слично. Сакам да ве прашам доколку дојдете доаѓате сигурно, имаш точини кои што не му даваат на растенијето да израсне. Како се справувате тогаш? За тоа би требало да го прашате повеќе брат ми. Брат ми е, значи, тој е задолжен за тој дел, така? Да, значи брат ми е ко-собственик на Зелената Република, заедно ја формиравме фирмата. Тој е задолжен за производството, јас сум повеќе задолжена за маркетиншките активности во врска и администрацијата на фирмата, ама нешто знам да кажам, ќе кажам толку колку што знам. Значи има неколку начини, едно е употреба на пестициди кои што се органски, одобрени, специфични, ама тие ние лично ги користиме многу малку. Понатаму има тип на репеленти кои што можете да ги произведете сами од природни производи, например, млекото можете да го користите како репелент, понатаму од копривата се прави нешто, не знам точно што и како до крај. Така, значи има прописи како тоа. Ама апсолутно, тоа се многу строго пропишани процедури, дури значи во нашето законодавство, тоа е регулирано со нашето законодавство, што смеете и што не смеете да употребувате во процесот и значи постојат две сертифицирани куќи кои што ве контролираат во текот на производството и кои што понатаму ви даваат сертификат за органско производство. Значи се работи за строго контролиран процес и од страна на државата. Така. Зборувавме сега за зеленчук и овошје, нели, за од органско потекло. Што е со она храна од животинско потекло? Значи исто треба си има исто прописи, така. Прописи кои што значи да речеме за сега јас не можам да зборувам, не сум стручна за тоа, можам вака да ви кажам колку што знам. Се работи од храната на животното што се дава до средината во која што се одгледува животното, до, значи, ако се работи за, да речеме, крави, овци, кози, значи, пасење по пасишта и слично. Значи, целиот процес е контролиран и законски уреден и за храната од животинско потекло. Така. Да зборуваме сега за Зелена Република, за фирмата која што денеска ќе се представува нели во јавна соба. Вие имате и повеќе проекти. Едниот проект беше како беше селото со проект за градот за селото, селото за градот. Да. Кој што е финансиран од Европската унија. Така. Кажете вие, еве да го објасниме проектот. Ајде вака, значи да кажам,
повеќе и како настанавме како Зелена република, зашто ништо од тоа што го правиме денеска немаше да биде возможно ако не успеавме да прибереме фондови од страна. Не препозна и Фондот за инновации за технолошки развој, кој што во неколку наврати ги поддржа нашите идеи. Не препозна точно и ЦЕПРОСАРТ, тие се домашна, значи локална невладина организација што се занимава со поддршка на одржливи земјоделски практики и рурален развој. Тие го спроведуваат проектот за поддршка на социјално предприемништво "Не оставајте никого зад себе", кој што е финансиран од Европската унија. Ние тука се појавуваме како партнери, односно како грантисти на ЦЕПРОСАРТ, тоа е кратенката на организацијата. Сите проекти што ги водиме се значи, како да кажам, се дел од целокупната наша приказна или идеја за органско производство. Со ЦЕПРОСАРТ ја фативме компонентата на одржлив рурален развој, односно преку различни активности да ги активираме локалните земјоделци. Тоа сме ние. Тоа сме ние, да. Ова се нашите производи. Так. Да. Да ги едуцираме значи локалните производители во околината на градот за органско производство, да ги поддржиме, значи да произведуваат органско и своите производи со додадена вредност да ги пласираат во градот. И затоа се вика селото за градот и градот за селото, значи да целата да може значи градот да го поддржи развојот на руралните средини околу самиот град. И тоа е и концептот во суштината на органското производство. Тука значи ќе вклучиме важна компонента од овој проект е и вклучувањето на луѓе од значи загрозени или маргинализирани групи како работна сила во целокупното производство. Ги таргетираме, зборовите ми се малку англиски, ама сега во тој сектор така се зборува. Значи, целиме кон инволвирање во производствениот процес на жени од руралната заедница и жени од други маргинализирани групи, како да речеме ромите и слично, за да обезбедиме нивна, значи, финансиска самостојност и нормално подобар живот. И третата компонента од проектот е да ја едуцираме пошироката јавност за органското производство. Значи, тоа е тоа што сме го што сега во моментот го работиме со ЦЕПРОСАРТ. Како што споменав, ништо од Зелената република немаше да биде возможно ако ја немавме поддршката од Фондот за инновации и технолошки развој. Тие не поддржа во целокупната наша идеја и концептот да го произведеме ние производот на нива и ние да бидеме тие што ќе го донесеме до вашата трпеза. Преку, значи, брендот Зелена република и тој бренд е во суштината формиран во рамките на еден проект. И освен тоа, значи, да употребиме иновативни технологии во самото производство на органска храна. Земјоделството обично го сметаат како копкање или ништо садење, ништо тука модерно. Ама не е баш така едноставно, нели? Не. Земјоделството е... Поготово кога се работи за органски производи. Да, и особено ако сакате да бидете, значи, иновативни и да го оптимизирате процесот на производство и да ја оптимизирате употребата на енергијата во целокупниот процес. Така. Сосема накусо за крај, некако брзо ни помина времето. Рековте дека и едуцирате, нели, во овие проекти. Имавте вие кај вас деца кои што ви дојдоа од гимназијата Нова, од основно училиште од Кавадарци, меѓутоа и од странство. Имавте посета дури од Полска. Да кажете малку нешто околу тоа, како децата ги едуциравте и колку се тие заинтересирани еве за земјоделие? Па морам да ви кажам дека
малку повеќе од нас возрастните. Малку, не малку, туку малку, многу повеќе од нас. Значи светла ни е еднината. Светла ни е еднината и сега не знам, значи друго е кога се деца, друго е кога ќе порасне човек и кога нели професионално ќе почне да се бара себе си во животот. Одлично, значи одлично ни беа и не прифати, беа одлични гости. Дечињата од нова, значи, како да ви кажам, трчаа, курнеа, кромит, излупен во уста, црвите ги гледа таму. Значи, си се кине и се состава веднаш во уста и тоа е кај нас апсолутно возможно, затоа што се е органско, се е чисто, значи нема никаква опасност. Се грижевме малку да подзамијат, ако можат и колку што можат, ама главно се многу заинтересирани затоа што главно денес децата, најголемиот број од децата растат по градови и немаат многу идеја како изгледа целиот процес на производство на храна и како таа стига до трпезата. Заинтересирани се исто за концептот на здрава храна, што е здраво да се јаде и зошто е здраво да се јаде. Нормално зеленото да ја фатат земјата, да боцнат нешто, значи имавме дури цела работилница за садење, како се сади лук, па садеа лукче по нашите пластеници. Природата е главно многу привлечна за децата и ние затоа, значи, сакаме таа образовна компонента, едукативна компонента да стане... продолжи така. Не да се продолжи, туку да стане еден поголем дел од Зелената република. Зелената република не ни е за џабе таква како име. Значи не се фокусираме само на производството, туку органско производство, туку на цел еден концепт на поактивно живење, со грижа за себе си, со грижа за околината и со грижа, значи, за планетата Земја. Да. Придобивките од органската храна се големи. Со сама накусо и за крај, какво е значењето на органската храна за здравието на човекот? Тешко прашање за на крај, мислам, како да кажам. Бидејќи се здраво, не се користат химикали и пестициди, нели? Да, значи, нас ни се случило, да кажеме, луѓе да можат да почнат да јадат зелени работи, значи зелени салати, затоа што нашите салати не им предизвикуваат алергиски реакции. Так. Значи, во класичното производство се употребуваат многу различни хемикалии низ процесот, значи не е само прскањето, туку и растењето, зрењето, ѓубрењето, кои што и такако може да доведат до сериозни здравствени последици и сериозни здравствени проблеми. Така што, значи, сега не е пријатно да се зборува, ама и во болестите што се најголем предизвик за човековото здравје, прво што препорачуваат е, значи, да го смените начинот на исхрана и да се базирате строго на органска храна. Сите пестициди, значи, што ние низ годините ги акумулираме во телото со внесување на обична, ајде речеме ли, класична храна, тие се таложат и си предизвикуваат определени промени во телото. Така што органското е сега здраво. Премногу здраво. Мислам, неопходно. Мене, ако ме прашате лично, неопходно. Така. Милица, имаме уште многу да зборуваме. Времето некако навистина брзо ни помина. Уште еднашка да ги повикаме сите заинтересирани да дојдат денеска од 10. Значи, веднаш по завршувањето на нашата емисија до 17 часот во јавна соба, да го посетат и вашиот штанд тамо. Ви благодарам за гостувањето и се надевам во некоја наредна прилика ќе имаме повеќе простор и време да поразговараме за бенефитите на здравата органска храна. Ви благодарам и вам многу.